Да се ремонтираат клучните институции во правосудниот систем, Судскиот обвинителскиот совет и Академијата за суди и обвинители, со носење на нови закони во собранието. Ова се пораките на поранешниот антикорупционер Ѓорги Сламков, кој го коментира извештајот на антикорупцијска за ланската година. Само 13% од активностите на Националната стратегија за борба против корупцијата 21-25 се имплементирани поради тоа што институциите не покажале соработка, а ниту законодавниот дом ги донал потребните законски решенија, стои во извештајот. Сламков е за коренити промени почнувајќи од главата на правосудството. Нормативна промена и институционална промена, особено при селекцијата на кадрите во Судскиот совет како клучна институција во судството. Истото треба да биде и со Совет на јавни обвинители. И таму значи нормативни и институционални кадрски промени. Јас постојано повторам дека треба да одиме и на третиот сегмент, а тоа е управниот одбор на Академијата за суди и јавни обвинители. Тоа е клучната институција за избирање суди и обвинители во оваа држава, а во минатиот период слушавме многу непријатни информации токму во однос на селекцијата на тие кадри. Да се донесе нов закон за обвинителството за организиран криминал и корупција по хрватскиот терек, за да имаме ефикасно обвинителство што ќе сузбие корупцијата, смета Сламков. На Македонија е потребно да се донесе посебен закон за јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Значи, таа треба да не биде главната институција за борба против корупцијата, но таму кога се донесе тој закон ќе бидат дефинирани критериуми кој може да работи таму и да се направи на суштински избор на квалитетен кадар кој што ќе се бори против корупцијата. Податоците за 2021 говорат дека исто како и ланската година, најголем број на поднесени пријави до антикорупцијска се за сомнеж за коруптивно однесување на службени лица. Од добиените извештаи утврдено е дека од вкупно 166 предвидени активности за 23-та, само 22 се реализирани, 89 не се реализирани, додека 55 активности се во тек на реализација. Во извештајот како причини за ваквите состојби е недоволната посветеност на институциите за навремено извршување на активностите, но и неефикасноста на собранието во носењето на закони. Голем број закони кои треба да се изменат веќе подолго време се заглавени во собраниска процедура. Меѓународната заедница години наназад апелира до властите дека во Македонија царува корупција за која потребна е вистинска политичка волја за нејзино искоренување. Лидерот на ВМРО ДПМН и новиот мандатар на владата Христијан Мицкоски неодамна порача дека потребно е распуштање на Судскиот и обвинителскиот совет, како и челниците во правосудството, самите да се изберат на непосредни избори.